Ви благодарам. Денес зборуваме за избор на нов уставен судија, а предлог за тоа место е професорката од Правниот факултет Ана Павлова Данева. Јас не би сакала да зборувам за нејзината стручност и компетентност, бидејќи би било спротивно на моја лична волја и убедување да кажувам дека таа не е истакнат правник. Напротив. Навистина, за прв пат во оваа собрание зборуваме за кандидат кој што е истакнат правник. И тоа не е спорно. И затоа нема да навлезам и ад хоминем да зборувам околу стручноста и компетентноста, туку би сакала да дадам една друга своја димензија и видување. А тоа е партизацијата. Партизацијата, политизацијата, деградацијата, анулацијата на другите истакнати правници и другите професионалци кои што би можеле да дадат свој личен допринос во оваа област е една од темите кои што веројатно ги боли најмногу на луѓето кои што активно се занимаваат со правосудството, се активни судии, се активни обвинители, а при тоа се луѓе кои што имаат достоинство, интегритет и честност. Жалам што Кацарска беше наградена и влезе како уставен судија и денес е председател на Уставниот суд. Наградена за зверски дела, односно наградена за зверско судење и осудување на нашите уставобранители на драконски казни од 211 години. Понатаму Бозаджиева беше заштитена. Тука со денови зборувавме дека таа е директно вмешана и вплеткана во некакви скандали кои што се случувале во Министерството за здравство. И еве полека се отклопува клопчето, полека се отклопува клопчето за онкологија и жалам што набрзо вие ја заборавивте. Читам по порталот на Уставниот суд дека таа веќе си ја врши својата работа, но останува дамката и тоа е вашата дамка која што вие ја оставивте на Уставниот суд со самото тоа што таму ја заштитивте Бозаджиева. И сега Ана Павлова Данева, која што кажува дека била почестена. Да, почестена заради тоа што била верен војник на шарената револуција, почестена заради тоа што била подпредседател на СДСМ, почестена заради тоа што била во овие ваши редови и реално е дел од семејството на СДС, но тоа не е почестеност која што ќе даде дополнителна додадена вредност во незината кариера, заради тоа што еве се изложи на ризикот на тоа да дополнително опадне довербата во правосудството, бидејќи е руинирана таква каква што е. Имено и во самиот устав пишува во член 111, ќе го цитирам, пишува дека не може и не смее функцијата судија на Уставниот суд, односно е неспојлива во вршење на друга јавна функција и професија или со членување на политичка партија. Ние до ден денес не видовме изјава, не видовме заверен нотарски акт или било каков друг документ со кој што Ана Павлова Данева се оградува од Социјалдемократскиот сојуз или кажува дека повеќе не е член на оваа политичка партија, бидејќи имајќи го во предвид фактот дека таа во минатото била дел од оваа политичка партија. И сега ние залудно е да зборуваме за правосудство, да зборуваме за рейтинзи на правосудство, кога секојдневно не бирате начин како да ги понижите луѓето кои што работат таму, а во исто време како да ги понижите и македонските граѓани со
тоа што имаме таква ниска доверба, малку резултати и никакви реформи. А јас добро се сеќавам дека една од вашите заложби беа токму реформите во правосудството, ветингот, но тоа остана само ветување и ништо на реализација. Она кој што би сакала да го истакнам е дека една од надлежностите на Уставниот суд, меѓу другото, се и човековите права, односно, освен тоа што одлучува за согласноста на законите со Уставот, одлучува и за ги штити слободите и правата на граѓаните, но замислете, согласно сите извештаи, ние читаме многу извештаи на Народниот правобранител и на и на Комисијата за антидискриминација и така натаму, меѓутоа и каде што кажуваат дека всушност ние сме држава во која што имаме најмногу прекршени човекови права, а доста често така прекршените човекови права се случуваат и во судовите на Република Македонија. Јас би сакала да наведам и неколку други причини кои што го руинираа правосудството во Република Македонија, освен партизацијата. Значи, да не заборавиме и скандалозниот избор на обвинителот, односно на новиот шеф на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, за кој што го немаме видено, за кој што немаме слушнато ништо долг период, и покрај скандалите кои што се случуваат во Република Македонија, тој нема излезено ниту еднаш да заземе свој став или евентуално да превземе определена одговорност, да превземе определено дејствие, но тоа очигледно не е неговата задача. Значи, кога зборуваме за партизација, би потсетила и на скандалите кои што ги зборувавме тука, потекнува од Судскиот совет, односно на Павлина Црвенковска, која што си даде оставка. Најпрв им предупредувавме, но потоа се случи тоа што се случи и Црвенковска обвини дека во Република Македонија владее бизнис судска елита, а за истата до ден денес никој се нема потрудено да открие која е таа елита. Очигледно е дека елитата потекнува токму од владеачката структура на СДСМ и ДУИ и токму поради тоа се замолчуваат сите кои што ќе се дрзнат да кажат било што против нив. Понатаму изборот на наследникот на Црвенковска, кој што беше Весна Дамева. Тоа е еден партиски активист за кој што долго зборувавме овде, кој што од судски приправник дојде на оваа место и така ја разниша и така слабата доверба во правосудството, така што еднаш се разрешуваше, па повторно се назначуваше, значи без вие, колеги, пратеници во собранието, да превземете еден чекор или барем да ја разгледаме и нашата иницијатива доставена до собранието, ако што се однесуваше за разгледување на состојбите во Судскиот совет, каде што лично ние би виделе што е тоа што можеме да го направиме за подобрување на законот и за подобрување на состојбата во која што се наоѓа Судскиот совет, а кој што би можела да кажам дека е пеплоса и така слабата доверба во правосудството. Понатаму би сакала да кажам и збор 2 за извештајот кој што е од оценската мисија која што беше пуштена специјално за надзор над работата на Судскиот совет, но до сега немаме видено никаква објава да можеме изворно да го прочитаме, а можеби и да направиме една иницијатива со која што ќе истиот биде разгледан во рамките на законодавниот дом, како би можеле да придонесеме доколку искрено се бориме и се надеваме за подобрување некакви реформи во правосудството. Толку ви беше времето, вашето време за реформи истече. Јас верувам дека после 8 мај
ќе дојдат подобри времиња за граѓаните на Република Македонија, ќе дојдат вистински реформи, затоа што сигурни сме во нашата намера дека мораме да превземеме нешто во овој оддел. Ви благодарам. Има збор Олга Лозановска.